Замислете дека во моментот кога ќе излезете од вашиот дом, срцето почнува да ви чука силно. Со секој чекор потењето на дланките се зголемува, крвниот притисок се крева, зуењето во ушите се јавуваат вртоглавица и несвестица. Токму така се чувствуваат луѓето кои се соочуваат со агорафобија. Стравот од неконтролирани места и ситуации. Стравот е често присутна емоција во секојдневниот живот на човекот. Секој од нас има барем еден страв со кој се соочува. Може да има различни причини и да биде поврзан со различни ситуации, од клаустрофобија и социјална анксиозност, па се до страв од неизвестност и губење на контролата. Во некои случаи стравот може да биде многу интензивен, да го ограничува животот на луѓето, додека во други случаи тој може да биде прикриен и под контрола. Некогаш чувство на престој во сенка, судено според околината, денес стравот од јавни места е проблем со менталното здравје, за кој може отворено да се зборува и да се справите со него. Што е агорафобија? Тоа е едно од анксиозните нарушувања кои вклучуваат страв од ситуации во кои може да биде тешко да се избега или да се побара помош, во случај на напад на паника или непријатност. Често слушаме дека агорафобија се изедначува со страв од отворени простори, но тоа не е сосема точно. Стравот е предизвикан од места или ситуации што лицето ги оценува како небезбедни и надвор од зоната на лична удобност. За некого тоа е преполно јавно место, а за некој друг може да биде јавен превоз, трговски центар, било каква редица, влегување во тунел. Во особено тешки случаеви, напуштањето на домот без придружба може да стане речиси невозможно. Досега истражувачите не знаат што предизвикува агорафобија. Единственото нешто што науката досега успеа да го утврди е дека е поврзано со напади на паника. Дури 1/3 од луѓето кои имаат напади на паника исто така развиваат агорафобија. Сепак тоа не значи дека овој вид анксиозност не може да се развие сам по себе. Стравот го представува она нешто кое сметате дека може да ве повреди и некако да ви наштети. Тоа значи дека кога ќе дојдете во ситуација која има основа да развие нешто што ќе ве повреди, вашиот мозок подсвесно развива теории и ги детектира предупредувачките знаци, кои кај вас се манифестираат како стрес, потење, тешко или забрзано дишење и слично. Во зависност од тоа за што станува збор, стравот може да биде постојан и на ниско ниво или интензивен и на повисоко ниво. Сите понекогаш имаме благ напад на паника или чувствуваме вознемиреност поради големи толпи и непознати места. Но кај луѓето со агорафобија, овој страв е толку силен што ги блокира нивните секојдневни активности. Клинички наброени, симптомите на агорафобија се болка во градите или забрзан срцев ритам, страв и треперење, хипервентилација или тешкотии при дишење, вртоглавица и несвестица, ненадејни налети на студ, црвенило на лицето, прекумерно потење, стомачни тегоби. Но луѓето со агорафобија ќе ви кажат дека тоа не е ни најлошото нешто што ви се случува. Чувствуваш како твојот живот да е ставен на пауза додека сите други продолжуваат. Тоа е неверојатно онеспособувачко, нешто што мислам дека човек може да го разбере само откако ќе го искуси самиот. Тешко е од многу причини, од кои една е што никој не ве разбира, а некои дури ќе ве осудуваат и ќе речат дека сте мрзеливи или го правите тоа за внимание. Само помислата да ја напуштите куќата е доволна за да ве нападне паника. Се чувствувате многу осамено и како да сте товар за сите други. Доколку често се чувствувате преоптоварено, вознемирено или панично при помислата да ја напуштите куќата, гужвите, јавниот превоз или други ситуации од кои би ви било тешко да се извлечете, ова навистина може да биде знак на агорафобија. Симптомите може да вклучуваат забрзан срцев ритам, потење, тресење, вртоглавица и други напади на паника. Доколку овие симптоми ве натераат да ги избегнувате таквите ситуации и го саботираат вашиот секојдневен живот, би било добра идеја да побарате стручна помош. Само лекар или психотерапевт може да постави точна дијагноза и да понуди соодветни третмани. Клучот за борба против агорафобија е постепено враќање на самодовербата. Со помош на терапевт, лекови и мали чекори, постепено ќе вратите контролата врз сопствениот живот. Поддршката од околината е вредна. Само третманот на агорафобија бара комбинација од психолошка и, доколку е потребно, фармаколошка поддршка. Првиот и најважен чекор е психотерапија, која му помага на лицето да ги идентификува и промени образците на размислување, што предизвикуваат страв и вклучуваат постепено изложување на ситуации што предизвикуваат анксиозност.
Во потешки случаи, лекарот може да препорача лекови, како што се антидепресиви или анксиолитици, за ублажување на симптомите на паника. Исто така, техниките на дишење, релаксација и поддршка од блиските играат важна улога, бидејќи чувството на разбирање и сигурност го олеснува процесот на закрепнување.